Во затворскиот комплекс Идризово денес започна второто рочиште за трагедијата во Пулс. Главниот правен спор се водеше за веќе донесената одлука во првото рочиште за спојување на обвинението против собственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев, со главното обвинение. По ова обвинителството поднесе интегрирано обвинение и редуцирана листа на докази. Дел од адвокатите и тогаш реагираа на, како што го квалификуваа, новото обвинение и бара одложување на рочиштето. Нас ни беше доставено тоа интегрирано така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети, ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Дел од нив се во притвор, дел се во куќни притвори. Несериозно е од обвинителството да не достави, па макар и вакво интегрирано обвинение на обвинетите, затоа што денес ни предстоеше изјаснување на вина. Како некој ќе се изјасни за вина ако го нема она да го прочита зашто е обвинет? Според адвокатот Петар Шилегов, обвинителството досега се однесувало несериозно. Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Меѓутоа, со ваквото однесување на обвинителството едноставно не се дава шанса на самата постапка. Обвинителот Благо Јанев рече дека станува збор за ново обвинение, затоа што, како што кажа, не е сменет субјективниот и објективниот идентитет на двете обвиненија што се споени. Од друга страна, за најблиските на настраданите, судот и обвинителството дале надеж дека за сите нив правда конечно ќе има. Се надевам дека судиката која што го води судскиот процес ќе продолжи и понатака исто како и на првото рочиште. Праведно и фер. 8 месеци, повеќе од 8 месеци, ние родителите на починатите деца живееме во агонија. И кај мене, кога заврши првото рочиште, се појави една искра на надеж, а токму причината за таа надеж е судиката и воведниот дел на обвинителите. Ние, родителите на починатите деца, бараме само правда. По ова, судот се согласи да не се продолжи со изјаснувањето за вина на обвинетите на денешното рочиште. Наместо тоа, процесот ќе продолжи процедурално со изјаснување и разгледување на побарувањата за надомест на штета од страна на оштетените и нивните застапници, а изјаснувањето за вина ќе се одложи за нареден термин.